Почитувани медиуми, почитувана јавност, како пратеничка група на ВМРО, ДПМН и коалицијата, поднесуваме измени на две законски решенија со цел да им се олесни животот на лицата кои боледуваат од хронична болест од најтежок облик цистична фиброза. Станува збор за измени на Законот за здравствено осигурување и Законот за јавни патишта. Со измените на овие закони предлагаме ослободување од партиципација за лекување на лицата болни од цистична фиброза над 26 годишна возраст и ослободување од патна такса и патарини. Почитувани, пред 3 месеци бевме сведоци на измени на Законот за лекови со цел лицата кои се хронично болни од најтежок облик цистична фиброза да ја добијат потребната терапија. Со овие измени терапијата требаше да ја добијат сите болни од цистична фиброза, но тие се уште се мачат и не може да го добијат лекот Трикафта. Станува збор за околу 130 лица во државава. Овие лица се заборавени од владата предводена од СДС и ДУИ. Секој ден сме сведоци само на нивниот интерес да ги полнат своите джебови со народни пари или да го градат народот. Секој ден сме сведоци само на корупција и криминал, наместо грижа за болните од цистична фиброза и воопшто за пациентите и граѓаните. Затоа ние, како пратеничка група на ВМРО, ДПМН и коалицијата, подитно бараме да се обезбеди модуларна терапија за сите болни од цистична фиброза. Како пратеничка група, во континуитет, во постојан контакт со овие лица. Министерот за здравство Фатмир Меджити да престане да ја замајува јавноста со паркинг на клинички, укинување на директори во рамки на кампусот клиники Мајка Тереза и како приоритет да се заложи лицата со цистична фиброза да го добијат потребниот лек. Ги повикуваме военно пратениците од владеачката коалиција да покажат доблест и да ги поддржат измените на овие два закони со цел олеснување на животот на лицата со цистична фиброза. Со доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт по овој принцип и со тесна соработка со здруженијата ќе иницираме законска регулатива и за пациентите со ретки болести со цел олеснување на пристапот на оваа категорија пациенти која е една од најранливите. Благодарам.